Значи, нашите луѓе се, не знам како да кажам, тоа е греф на човештвото што се прави. Зошто на Трајко Велјановски син му не одговараше за кокаинот? Каде? Или Гордана, како да го вадиме синот на Трајко? Што е синот на Трајко повеќе од вас? Што е повеќе? 6 раце има, 2 глави има. Попаметен од нас. Или пари. Епа нека излезат од собранието, ајде нека не испукаат сите тука, да умреме сите, нека не платат. Нека не платат сите, ајде. У Куманово направија ситуација по 70.000 евра. Толку ли кошта еден човечки живот? 70.000 евра за загинатите? Врви, господине премиере, врви стави од 2 милиона евра. Срамота е ова што се случува. Ова е гнасно. Има луѓе што се осудени за 10 евра по 10 години затвор. Слушаме во разговорите, некој од еден автопат краде 5%, зема провизија. А не сум знаел дека 5% биле 25 милиони евра. И за 25 милиони евра седи внатре, у фотелја. Нашите спијат на земја. Лично мене ми избрка од дискотека јавен објект. Заштитните сведоци на детонатор, случајот. Затворија во детонатор случајот 15 луѓе, не знам колку се, не ме фаќајте за збор точно, дадоа таму, знам, 2 доживотни казни. Зашто ги дадоа тие 2 доживотни казни? Па Шешел направи геноцид, бележеше 14 години. Знаат ли што е 2 доживотни казни? Зашто се даваат тие казни? Од ракав се вадат кај нас казни. Еве утре може и мене да ме затворат за ова што зборам сега моментално. За овој говор. Се закануваат на фамилија, на све се закануваат. Укинуваат сите можни средства. Значи, затоа што сум пишувал на Facebook лоши работи, до таа мера се оди. За лоши работи што има пишувано на Facebook, не лоши, пишувана е вистината. За вистината што се пишува на Facebook се закануваат на луѓе зашто лајкови ми ставале. Не смеат од дома да излагаат. Ова е срамота. Дали има некој чувство? Дали не слуша некој од внатре? Или нашиот глас не допира до нивните уши? Може и се нивните уши тампон зона од парите што ги имаат искрадено. Епа, не можеме ние и затвор нашите сограѓани да одат за ништо, и кредитите, овие споменици овде што ги ставаат, лепотата, Дизниленд што го направија Скопје. Од наш джеп се сите, од сите од вас што стоите овде. Од наш джеп. Зошто не извади свој пари да направи еден тротоар? Еден знак да стави некој од пратениците внатре? Или само знаеме ќе се закануваме? Миле Јанакиевски, ќе му затвориме куќата на Тоше, кажете таму, и нема да ја даваме 3000 евра плата. Ќе ја затвориме куќа споменик. Срамота е. Гнасно е ова, бе. Граѓани, дали се згрозувате од овие разговори што ги слушавте, бе? Не знам, од мене толку, бидете храбри, мора да успееме нашите луѓе што се невино затворени внатре. Значи без ни еден доказ има луѓе што влежат внатре. Без никаков доказ има луѓе. Точно е тоа. Ништо да не ви е чудно утре да бидам повикан на разговор во полициска станица или па случајно да дојдат да ми направат претрес и нешто нелегално да ми најдат дома. А морам да кажам дека не поседувам ништо нелегално, само можат да ми наместат како што наместија на многу луѓе. Така е. Управо. Така е.